Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Универзитетот Гоце Делчев и годинава ќе ги стипендира најдобро рангираните кандидати кои ќе се пријават на првиот уписен рок на факултетите што се во негов состав. Се планира финансиската помош да им биде доделена на над 100 студенти кои ќе се запишат во прва студиска година. Универзитетот Гоце Делчев ќе додели 105 стипендии на најдобрите кандидати кои ќе конкурираат на годинешниот конкурс за упис на нови студенти. Според ректорот на универзитетот, финансиските средства за стипендирањето се обезбедени во соработка со стопанските субјекти. Би сакал да информирам јавноста и би сакал да ги информирам нашите идни студенти, сега завршени средношколци кои имаат намера да партиципираат за запишување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, дека во рамките на конкурсот за запишување на студенти во прва година во учебна за 2018-2019 година на студиски програми на сите единици на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се обезбедени партиципации за прва година за најдобрите средношколци кои ќе бидат најдобро рангирани на ранглистите при запишувањето во прва година. Станува збор за 105 партиципации кои ќе ги додели универзитетот од фондот за иновации и фондот за соработка со стопанството и бизнисот и станува збор за средства кои обезбедуваат компаниите во Република Македонија како поддршка на развојот на универзитетот и како поддршка на тоа да креираме подобри образовни курикулуми кои се поприлагодливи за она што значи потреба на стопанството. Стипендиите се распоредени зависно од големината на факултетот. Според одлуката на Универзитетот Гоце Делчев, на факултетот за медицински науки платена партиципација ќе добијат најдобрите 13 рангирани кандидати, на земјоделскиот факултет 10, а на факултетот за природни и технички науки 5 стипендии за запишаните кандидати на студиската програма по геологија и уште 5 за најдобрите на рударство. На економскиот, правниот и филолошкиот факултет обезбедени се по 8, а на факултетот за туризам и бизнис логистика стипендија ќе добијат 10 најдобро рангирани кандидати. На електротехничкиот, машинскиот и технолошко-техничкиот факултет платена партиципација ќе има за по 5 кандидати. Најдобрите рангирани 10 на факултетот за информатика и најдобрите 5 на музичката академија и на факултетот за образовни науки исто така ќе добијат стипендии. Освен нив и тројцата најдобри кандидати на ликовната академија ќе имаат финансиска поддршка од универзитетот. Стипендиите ќе се доделуваат по автоматизам за најдобро рангираните и тие нема потреба да аплицираат за нив. Виничката полиција му поднесе кривична пријава на 31-годишен виничанец за обид за силување на малолетничка. Напаѓачот бил пријавен кај надлежните истражни органи и се очекува против него да бидат преземени соодветни законски мерки. Нов случај на обид за полов напад деновиве е пријавен во полициската станица во Виница, поради што против напаѓачот се преземени соодветни законски мерки и е поднесена кривична пријава. Со оглед што се работи за напад врз малолетно девојче, а со цел да се заштити нејзиниот идентитет, надлежните органи не соопштуваат детали за случајот, ниту за местото на живење на двете лица. Во писмената информација од Министерството за внатрешни работи стои дека надворешната канцеларија за криминалистички истраги од Виница поднела кривична пријава против 31-годишниот ДР, жител на Виничко село, затоа што против него има основано сомнение од историл кривично дело силување во обид. Настанот се случил на 18 јуни, кога пријавениот се обидел да силува 16-годишно девојче кое ги напасувало овците во атарот на селото. За ваквата постапка напаѓачот е пријавен до јавното обвинителство, па по комплетирањето на истрагата се очекува судска постапка од чиј исход зависи дали ќе следуваат и казнени законски мерки. Долгот на училиштата за бесплатниот превоз на учениците во општина Кочани понатаму останува еден од најголемите финансиски проблеми, со оглед што досега се плаќала цена што е повисока за 50% од пазарната. Од локалната самоуправа најавуваат дека од наредната учебна година ќе се промени начинот на пресметка на трошоците за услугата, што би требало да придонесе за драстични заштеди. Ако учениците во Кочани во изминатите години секој ден се возеле со такси при доаѓање и заминување од училиште, а за тоа да им плаќала општината, вкупниот трошок би бил помал отколку за превозот со автобус.
Иако во јавноста веќе се познати податоците за огромните трошоци што училиштата, а со тоа и локалната самоуправа ги плаќале и ќе треба уште да ги отплаќаат за бесплатниот превоз на учениците, сепак се уште фрапантни се конкретните бројки и суми што беа изнесени и на панел дискусијата на градоначалникот Илиев со граѓаните. Ако цената за еден билет од Грдовци до Кочани е 20 денари и 20 во другиот правец 40, нашето училиште плаќа 63 денари. Таква е состојбата со сите училишта во градот Кочани и во селата. Што значи, најпрво ние мора да најдеме решение овде како да дојдеме да платиме услуга реално, пазарна услуга која добиваме и услуга која навистина ја користиме. Ние имаме пазарна економија и дека ние сите можеме да дојдеме до цените кои се пазарни. Тие пазарни цени ќе бидат натаму база за преговори, за договори, односно за објава на тендер за извршување на јавна набавка. Едноставна пресметка за јавниот превоз покажува дека цената за користење такси во двата правци по ученик би изнесувала 20 денари, доколку учениците кои живеат на иста или соседна улица би се групирале и заеднички би користеле едно возило. Оттаму нејасно е како за превоз со автобус биле склучувани договори со кои се плаќале неколку пати повисоки цени. Дополнително покрај надуваните цени, сметките на училиштата, односно буџетот на општината во изминатиот период биле оптоварени и со плаќање давачка за услуга што реално не била користена. Ние, односно училиштата, плаќаат на превозникот по број на ученици кои се пријавени, а не превезени ученици. Тоа е еден податок кој исто така загрижува и сознанието кои јас ги добивам, веројатно и вие како граѓани на општина Кочани, дека поголем дел од учениците што имаат помалку часови или дел од учениците кои се одлучат да го напуштат еден или друг час, заминуваат многу порано. На крајот, ние плаќаме дебела сметка за тоа. За 2 месеци ќе стартува новата учебна година, а наскоро ќе треба да се распише и нова тендерска постапка за бесплатниот превоз на учениците. За одговорните во образованието во општина Кочани, како и за директорите на училиштата, не останува многу време за чекање да се најде решение како да се намалат трошоците за оваа ставка. Натрупаните долгови ќе мора да се вратат, но ќе мора и формулата за пресметка да се промени, за да не продолжи тонењето во финансиската бездна. Рационално да се користи паркингот и да не се фаќаат врски за тргање на поставен блокатор. Оти сумата од 700 денари мора да се плати. Со ваков апел излегоа одговорните за паркинг просторот во Кочани по согледувањето каква и колкава е културата на граѓаните во однос на барањето да се одблокира возилото без да се плати. Учесниците во сообраќајот рационално да го користат паркинг просторот во Кочани, апелираат одговорните на паркинзите во градот. Тоа значи дека оние задржувања по 10 минути без плаќање со изговор да се заврши некоја работа, да станат минато. Секој од возачите, учесници во сообраќајот, кој ќе дојде да користи паркинг простор, најмалку 1 саат, потребно е да плати 10 денари за тој час. Јас мислам дека тоа е доволно време да се завршат многу работи во Стопанска банка, во фондот за здравство, во фондот за пензиско осигурување, кај ВИП да плати сметка, или па некој ако сака да пие кафе во трговскиот центар, за 10 денари може да ја заврши својата работа и да го ослободе паркинг местото, затоа што општина Кочани е сега моментално со многу голем број на возила, за разлика од пред 4 години, инаку да ви кажам дека за 3 дена ние наполнуваме 4 години од постоењето на паркинг службата во општина Кочани. Зашто го потенцирам рационалното користење на паркинг просторот? Затоа што во Кочани доаѓаат гости од Видица, од Каменица, од Берево, од Делчево, од Пекшево, од Штип, од Пробиштип и сакат тука да пазаруваат во Кочани, имајќи во предвид дека во Кочани има многу бутици богати со роба. Ако тој гостин направи еден круг, 2 круга, третиот круг си оди и на друго место ги троши парите. Значи, од учесниците во сообраќајот, при користење на паркинг просторот, треба да вода сметка дека и некој друг сака да дојде да се паркира и да го искористи паркинг просторот.
Еднаш поставен блокатор за непрописно паркирање не може со врски или со познаници или со јавување на директорот на водовод на телефон да биде тргнат од возилото без да се плати 700 денари. Затоа Симеонов апелираше да не го бараат тоа граѓаните, оти е залудно. Поставување на блокатор се врши од страна на блокатор тим, кој што го поставува блокаторот и истите го наплаќаат блокаторот. Ја користам оваа прилика јавно да се извинам на сите мои пријатели и роднини кои што мислат дека јас ги поставувам блокаторите и јас ги тргам блокаторите. Не може да биде поставен блокатор од страна на паркинг службата, односно блокатор тимот, а да не биде наплатен. Сакам да апелирам до возачите, корисници на паркинг просторот, да не го трошат кредитот кај своји пријатели, функционери во градот. Тука вклучувајќи го и генералниот директор на комуналното јавно предпријатие во Кочани. Да не се јавуваат на директорот мислејќи дека директорот ќе ми се јави да го тргне блокаторот, а со тоа нема да се плате блокаторот. Да знаат тие што се јавуваат кај тие лица дека блокаторот мора да биде наплатен и директорот плаќа за нив, за нивната грешка. Инаку цената на паркирање на патничко моторно возило изнесува 10 денари, за паркирање на товарно моторно возило 50 денари и за обележано за таа намена ако се постави приколка се плаќа 30 денари. Симеонов апелираше и за оние кои се паркираат на местото обележано за инвалиди. Секој што ќе се паркира на вакво место, а не е инвалид, на тоа возило му се поставува блокатор. Инвалидите пак, кои ќе се паркираат на тие места, задолжително да си го означат возилото дека се лица собственици на возило за инвалидитет и да стават на лепница на возилото дека се членови на Сдруженијето на инвалидни лица. Инаку, додаде Симеонов, екипата пред да постави блокатор, најпрво проверува дека возачот нема ниту платено, ниту месечна, ниту годишна налепница за паркирање, па дури тогаш се поставува блокатор. Освен со плаќање на рака на луѓето кои се задолжени за тоа, ако го нема вработениот, граѓаните може да си платат и со пуштање порака. Дваесет три млади таленти во повеќе области од 27 јуни настапуваат во Куманово, Кочани, Струмица, Штип, Велес и во Кавадарци, како дел од програмата Инкубатор. Станува збор за продукција на културна програма, создадена и во изведба на младите уметници, што беа дел од првиот отворен повик на проектот, кој е подржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Проекцијата во Кочани е закажана за четврток во 20 часот. 23 млади танчари, кореографи, костимографи, композитори, визуелни уметници в четврток на 28 јуни ќе го представат своето прво заедничко дело изродено од програмата Инкубатор. Ратулци е првата продукција на оваа културна програма, создадена и во изведба на младите уметници, што беа дел од првиот отворен повик на Инкубатор, а подржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Во Ратулци учествуваат десетмина современи танчари, меѓу кои Марина Гоцевска од Кочани, тројца кореографи, 6 млади композитори, 4 визуелни уметници, 2 за сценско обликување и 2 млади костимографки. Учесниците доаѓаат од повеќе градови од земјава: Скопје, Куманово, Велес, Прилеп, Кавадарци, Кочани, Струмица и Гевгелија. Целта на Инкубатор е да ги интегрира младите уметници во современата уметничка сцена преку професионално менторство и подршка, што на долг рок ќе придонесе збогатување и дополнително афирмирање на младинската современа уметничка сцена во Македонија, но и надвор од нејзините граници. Ратулци ќе учествува во повеќе градови во земјава со цел што поголема публика да ја види работата на младите уметници. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде представена в четврток во 20 часот, а понатаму ќе следува представување во Струмица, Кавадарци, Велес и Штип. Од работелниците на Инкубатор, младите уметници ќе имаат голема придобивка, бидејќи ова е можност за нивно остварување и реализирање на дел од нивните идеи. Тие поминаа низ процес на обука, на создавање продукција, сега ќе поминат и низ процес на јавни настапи и патувања. Еден комплетен циклус на обука кој е од непроценливо значење за младите во Македонија, нагласува Рисима Рисимкин, директор на културниот центар Интерарт, кој е организатор на програмата. Инаку веќе отворен повикот за вториот циклус од Инкубатор и сите заинтересирани може да се пријават на incubator.com.mk. Со глобална акција за здрава заедница без дрога се одбележува Меѓународниот ден против злоупотреба и нелегална трговија со дрога.
Меѓународниот ден на Обединетите нации за борба против користење и недозволена трговија со дрога се одбележува секоја година на 27 јуни, за да ја подигне свеста за овој значаен проблем во општеството. Овој ден е подржан од поединци, заедници и различни организации во целиот свет. Канцеларијата за дрога и криминал при Обединетите нации со текот на годините активно се инволвира во воведување кампањи за да мобилизира подршка за контрола на дрогата, а често се обединува и со други организации и ги охрабрува луѓето во општеството активно да учествуваат во овие кампањи. Според статистичките податоци, приближно 200 милиони луѓе ширум светот се корисници на нелегални дроги, како што се кокаин, марихуана, халуциногени дроги, опијати и хипнотички седативи. Во декември 1987 година Генералното собрание на Обединетите нации одлучи 27 јуни да го означи како меѓународен ден против злоупотреба и недозволена трговија на дрога. Обединетите нации беа решени да помогнат да се создаде меѓународна заедница ослободена од злоупотреба на дрога. Оваа резолуција препорачува понатамошно действување, земајќи ги во предвид и извештајот и заклучоците од Интернационалната конференција за злоупотреба на дрога и нејзина нелегална трговија во 1987 година. Следејќи ја резолуцијата, годините од 1991 до 2000 беа прогласени за деценија на Обединетите нации за борба против злоупотреба на дрога. Во 1998 година Генералното собрание на Обединетите нации усвои политичка декларација која се однесува на глобалниот проблем со дрогата. Декларацијата ја изразува посветеноста на членките на Обединетите нации за борба со овој проблем. Следува информацијата од спортот. Викендов во Чешиново ќе започнат традиционалните илинденски спортски игри. Пријавувањето на екипите за фудбалскиот турнир е завршено, а веќе е направен и распоредот на направарите по групи. Солиден интерес и одзив покажаа местните заедници од источниот регион на поканата на организацијскиот одбор на илинденските спортски игри што годинава по 46-ти пат ќе се одржат во Чешиново. Вкупно 12 екипи се пријавија за учество на фудбалскиот турнир, што е нешто помалку во однос на изминатите неколку години, а е сепак гаранција за интересни мечеви и силна конкуренција. Веќе се одржа извлекувањето по групи, при што во првата ќе се надпреваруваат екипите на Бања, Карбинци и Жиганци. Во втората група се најдоа Облешево, Крупиште и Спанчево, а во третата Соколарци, Калниште и Тркање. Во последната, четврта група, освен домашната екипа на Чешиново, ќе играат и Чифлик и Кучичино. Според информациите од организаторот, распоредот за одигрување на надпреварите ќе биде објавен дополнително. Се очекува и годинава традиционално илинденските спортски игри да ги отвори минатогодишниот шампион. Отворањето на игрите е закажано за внедела 1 јули во 17 часот на фудбалското игралиште во Чешиново. Завршницата на фудбалскиот турнир традиционално е на големиот македонски национален празник 2 август Илинден. Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.